Собранието во овие моменти заседава постојаната анкетна комисија на која се расправа за пожарот во дискотеката во Кочани, во кој загинаа 63 луѓе. Родителите на загинатите во пожарот кажа дека корупцијата ги убила нивните деца, велејќи дека трагедијата се случила поради системски пропусти. Седницата ја следи Далиборка Демјанска. Далиборка, што кажа родителите, а што политичарите? Марија, само да кажам дека седницата што туку заврши. Пред малку председателот Пасиев кажа дека неделава ќе бидат подготвени заклучоци и очекува дека до почетокот на следната недела ќе биде закажано уште едно продолжение на кое би требало тие заклучоци и да се изгласаат. Инаку во предпладневниот дел седницата почна со едноминутно молчење за загинатите во дискотеката Пулс. На седницата дојдоа и дел од нивните родители. Исто така беше и целиот државен врв, премиерот Мицкоски, председателката Силјановска, председателот на Собранието Гаши, подпредседателите на Собранието и сите кои што беа поканети да присуствуваат, освен министерот за внатрешни работи Панче Тошковски кој е на службен пат во странство и јавниот обвинител кој со писмо ги известил дека не може да присуствува затоа што не сме да открива детали од истрагата. Родителите на седницата при обраќањето на нивниот представник кажа дека забележуваат голем број на системски пропусти, кажа и дека има и законски пропусти кои што овозможуваат да се повтори оваа трагедија, побара од пратениците да реагираат во врска со сето ова и побара одговорност од актуелни функционери и од локалната и од државната власт. Предлагам да чуеме дел од ово обраќање. Ветувањата дека никој нема да биде поштеден останаа само празни зборови. Денеска гледаме дека се процесираат само оние најдолу, додека носителите на функции еднакво одговорни, кои од првиот момент требаше да бидат зад решетки, продолжуваат безгрижно да се движат низ градот, додека нашите деца лежат под земја. Увидовме дека во истрагата се вклучени бившите министри за економија, државната секретарка во Министерството за економија и директорот на Државниот пазарен инспекторат. Несватливо ни е поради кои причини во истрагата не се вклучени и актуелните функционери на истите позиции, како и бившите и сегашните функционери од сите надлежни институции за издавање на дозволи, согласности, одобренија и надзор за дискотеката Пулс. Денеска гледам дека прво сакавте да ме манипулирате со нас, родителите. Тоа беше срамно од ваша страна и од државата. 9 месеци никој од вас не се појави во Кочани да подаде рака на нас, да ни изрази сочувство, особено само писменото обраќање, кај некој отидовме лично да се видиме, па и не ни остави тогаш убав печаток. И си велам, така размислувам сега додека ве слушам, велам, ние тражиме правда, вистинска правда за нашите деца. Не само за нашите, и за вашите, што седете, сигурно сите сте фамилиарни, имате деца дома. Дали сте се запрашале некогаш, секи зборам како родител, дали сте се запрашале некогаш, дали треба да го смениме системот од корен? Да, требате. И ние, како обични граѓани, стоеме денеска пред вас, не само како родители, туку и како граѓани на оваа држава, што 35 години уназад гледаме дека не функционира. Ако ние денеска не го смениме системот, нашите деца ќе се иселат, како и ние, бидејќи мене ме е срам што сум дел од оваа држава.
Родителите денеска одбија да се сретнат со пратеничката од ВМРО ДПМН Иванка Василевска, која на самиот почеток на седмицата побара изземање на председателот на комисијата Димитар Апасиев, затоа што уште на самиот почеток давал изјави дека овој процес ќе биде развлекуван и нема да се стигне до одговорност. Меѓутоа, тој одби да се повлече, додека подосна таа побара пауза, на што и забележа родителите на загинатите деца, кажаа дека тие се дојдени овде за да расправаат, а не да одат на паузи, додека пратениците од опозицијата пак исто така зборуваа за системските слабости и за слабостите на инспекцијските служби. Предлагам да чуеме дели од овие обраќања. Треба да знаете дека форматот на оваа комисија и се што ќе биде кажано тука нема да има никаков правен основ за поведување на одговорност. Но истата единствено може да послужи за изземање од одговорност на оние кои имаат учество во оваа ужасна трагедија. 16 март, од тој момент до денеска, кога и да се разговара за оваа трагедија, за било друго нешто што ќе се случи лошо во државата, сите некако најлесно ние да кажеме, знаете, системот не ни функционира. А не одговараме на прашањето што направивме за да почнеме да го менуваме системот кој што не ни функционира. И мора да признаеме дека ако зборуваме за низа на законски одредби кои што се однесуваат токму на угостителските објекти, на оваа трагедија и така натаму, се променети од овој законодавен дом. За сите забелешки од страна на пратениците во врска со законските пропусти, премиерот им порача дека треба да поднесат предлог закони за измени и истите да бидат изгласани. Тој пак денеска рече дека ги изслушал сите забелешки и на родителите и на пратениците, дека не слушнал ништо ново и дека до правда нема да се дојде на анкетна комисија, туку само низ судскиот систем. Да чуеме дели од неговата изјава. Правда на анкетна комисија не може да има. Правда може да има во рамките на судски процес. Нешто кое што јас веќе го зборував. Беше прочитано и писмото од јавниот обвинител во кој што тој вели дека не може да присуствува затоа што ако ги изнесе фактите и деталите од истрагата, тогаш ќе влијае на истрагата. Што значи дека за да имате правда, мора да имате факти од истрагата. Вие не можете тие факти да ги изнесете на анкетна комисијска расправа, затоа што ќе ја компромитирате истрагата и процесот. И тие кои што треба да бидат одговорни, нема да бидат повеќе одговорни. Тука се поставува прашањето зошто некој континуирано прави вакви политички екзибиции. Оваа комисија инаку нема никакви истражни ингеренции, таа може само да констатира морална и политичка одговорност. Марија? Далиборка, ги очекуваме заклучоците на комисијата.